Верата, љубовта и молитвата се спојниците со небото. Кога човек ќе поверува во Христа, кога ќе се крсти, кога се причестува, тој во себе го востоличува Бога и тогаш Бог царува во неговата душа и живот. Така, кога се крштеваме ние во Господа, се облекуваме, се одрекуваме од лукавиот и сите негови дела и целосно се предаваме на Христа. Посети го и утврди го лозјето Твое, што го насади десницата Твоја. Во Христа облекохте сја. Господи, погледни од небото и види, посети го ова лозе и утврди го, кој го насади Твојата десница. И духове Твоему прокимен гласосме. Целата земја нека се поклони пред Тебе и нека Те прославува. Го возвеличува името Твое, Господи, воскликни кон Бога цела земја. Е мудрост. Од посланието на светиот апостол Павле до Галатјаните чтение. Да внимаваме. Браќа, кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и се подчини на законот, за да ги откупи оние што се под закон, та да примиме по синоверие. А бидејќи вие сте синови, Бог го испрати духот на својот син во срцата ваше, кој викава Оче. Затоа не си веќе роб, туку син. Ако си пак син, тогаш си наследник. Преку Исуса Христа. Како што веќе споминавме, главниот дел од првиот дел од божествената литургија ги е сочинет од светописаниските текстови. Имавме можност да го проследиме четивото од посланието на светиот апостол до Галатјаните.
каде што тој говореше дека ете Христос доаѓа во времето кога ќе се исполни времето, кога ќе настапи полнота на времето. Оттаму тој настан кој ќе се случи во Витлеем постојано раѓа радост, зашто со Христовото рождество започна ново време, време на полнота, време кое нема повеќе да престане. Се додека не се преобрази и не дојде ново небо и нова земја. А целта на времето е да се освети и преобрази во вечност, да биде воведување во вечноста, а тоа е можно само ако времето се исполни со Бога. За исполнување на Евангелието на својот возљубен Син, Господ наш Исус Христос. Премудрост простум, да го изслушаме светото Евангелие. Се чита од светото Евангелие според Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Внимаваме. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во дните на цар Ирода, ете дојдоа во Ерусалим мудреци од исток и рекоа: каде е новородениот цар јудејски? Зашто ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. Штом го чу тоа цар Ирод, се исплаши и целиот Ерусалим со него. И кога ги собра сите првосвештеници и книжници народни и ги праша каде треба да се роди Христос, а тие му одговорија: во Витлеем јудејски. Зашто така е напишано преку пророкот: и ти, Витлееме, земјо јудина, по ништо не си помал од јудините покрајни, зашто од тебе ќе излезе водач, што ќе го спаси мојот народ израелски. Тогаш Ирод тајно ги повика мудреците и дозна од нив точно за времето кога се појавила звездата, па испраќајќи ги во Витлеем рече: одете, распрашајте добро за младенецот и штом го најдете, јавете ми, за да отидам и јас да му се поклонам. Тие штом го изслушаа царот, си замина. И ете, звездата што ја беа виделе на исток, врвеше пред нив додека не пристигна и се запре над местото каде што беше младенецот. И кога ја видоа звездата, тие се зарадуваа со многу голема радост. И како влегоа во куќата, го видоа младенецот со мајка му Марија и паднаа па му се поклонија, а штом ги отворија своите ковчежиња, му принесоа дарови: злато, ливан и смирна. И кога примија во сон вест, не се вратија веќе природа, а си заминаа
Gospod za svojata zemlja. Mir na tebe što blagovesteše. Тоа што го слушавме беше текстот од Светото Евангелие, кој не пренесе 2000 години наназад, опишувајќи ни го големиот настан на Христовото раѓање и околностите во кои тоа се случило. Видовме дека Светото Евангелие беше прочитано надвор од олтарот, упатено на народот. Тоа е затоа што и самите апостоли кои го ширеле благовестието за даѓањето на Христовото Слово, својата проповед на Евангелието ја извршиле и дури надвор од Ерусалим. Нивната проповед добрела до сите краишта на тогашниот свет. Светото Евангелие го изслушавме со внимание, бидејќи треба секогаш да се подсетуваме дека тогаш ни говори самиот Христос и дека секогаш за време на читањето на Светото Евангелие треба да се потрудиме нашите срца да го прифатат секој збор кој излегува од устата на оној кој го чита, да ги пуштиме зборовите од Светото Евангелие да влезат во нашите срца, да можат тие да родат со добар плод. За блаженейшиот архиепископ наш Охридски Македонски Стефан, за високо преосвещениот митрополит Гораз, преосвещениот епископ Методий и за сето во Христа наше братство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за блажените и секогаш спомнувани создатели на овој свет храм и за сите порано покојни отци и браќа наши кои почиваат овде и насекаде во православните земји. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за оние кои придонесуваат и добро прават за овој свет и сечесен храм, за луѓето што пеат, оние што стојат на молитва и чекаат од Тебе голема и богата милост. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Зашто си милостиви, човеколюбив Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Огласени помолете се на Господа. Верни да се помолиме за огласените, Господ да ги помилува. Да ги поучи со словото на вистината. Да им го открие Евангелието на правдата. Да ги присоедини кон својата света, соборна и апостолска црква. Боже, заштити ги, спаси, помилуй и запази ги со Твојата благодат. Огласени вашите глави, приклонете ги пред Господа. А и тие со нас да го слават Твоето пречесно и великолепно име на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови.
koji ste oglaseni izlezete, Oglaseni izlezete, koji ste oglaseni izlezete, da nema odoglasenite, a vi je vernite, pak i pak, pomir da mu se pomolime na Gospoda. Zaštiti ne, spasi, pomiluj i zapazi nes od Tvoja ta blagodat. Prenodrost. A sekogaš pazini pod Tvoja ta vlast, Tebe slava Ti voznesuven Otca i Sina i Svetio Duh, sega i sekogaš i u večni vekovi. Pak i pak pomir da se pomolime na Gospoda. Bože, zaštiti ne, spasi, pomiluj i zapazi nes od Tvoja ta blagodat. Da sekogаш pazeni po Твоята власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Nikoj ne je dostojen od onije koji se vrzani su telesni pokloti i strasti, da priđe ili da se približi, ili da ti služi Tebe, caru na slavata, zašto da ti se služi Tebe nešto golemo i strašno za sami te nebesni sili. No sve pak pored Tvoje to neiskažljivo i vечно čovjekovije, nepromenljivo i neizmjerljivo se bio čovjek i heroj si mi bio. I tako vladika nasite se njegov predal svešteno dejstvo da nova bogosluževina i beskrajna žrtva. Zašto jedinstveno Ti, Gospodi Bože naš, vladaješ na nebesnite i zemljite, Ti si nosen na kirulinskih prestol, Ti si Gospod na serafimiti car na Izraelu, jedinstveno si svetljeni i svetite počivaš, zato Tebe dinat blaki da go posluših te molam, pogledi na mene grešno, Ti nedotreben Tvoj sluga, i očisti moja te duša i srce lukava совест, i osposobi me su silota na Tvoj svet duh, oblečen su blagodate na sveštenstvoto, da zastaram te nova sveta trpeza i da go svešteno dejstvujem Tvoje to sveto i prečisto tijelo i čestna krv, zašto kon Tebe prijuđam, priklonuvajci na svete glave i Ti se molam, da ne go odvratiš Tvoje lice od mene, niti da me otrgneš od Tvojih čeda, no udostoj me preko mene grešno, jer Ti je dostojen Tvojih sluga, da Ti bide prinesene ovi darovi, zašto Ti si onaj koji što prinesuva i se prinesuva, koji prima i se razdava, Hriste Bože naš. Tebe slava Ti voznesuvane su bezpečetni od Tvoj Otec, presvetog blaka životvoren Tvoj Duh, сега и секогаш и до сите векови. Амин. Господи Боже наш, Ти со Твоето спасително јавување си ги осветил водените струи на Јордан, самиот и сега испратија благодата на Твојот свет Дух и благословија оваа вода за осветување на сите Твои луѓе, зашто си благословен во вечни векови. Амин.
денешнава Божјична литургија, која започна точно во 8 часот и 30 минути. Соборниот храм Свети Климент Охридски е исполнет. Македонските христијани знаат да бидат дел од оваа традиција, дел од оваа литургија. Во моментов тече Божјичната литургија, кој дел официјално еве, професоре? Веќе е започнат вториот дел од литургијата на верните, додека во првиот дел можеше да присуствуваат само кои се огласени и оние кои се подготвуваат за крштение. Овој дел значи веќе делот за верните, оние кои може да присуствуваат исто така и на моментот на осветувањето на светите дарови и на пречествувањето. Прекрасното пеење кое го слушаме е сочинето од уште попрекрасни зборови. Молитвата всушност гласи вака: ние, кои таинствено ги изобразуваме херовимите и на животворна Троица три света песна и пееме, сега да одложиме секаква животна грижа. Значи, ова е еден повик до сите кои се присутни. Сите ние овде собрани на молитва, да се споредиме со ангелите, со херовимите, бидејќи сега во овој момент заедно со нив ја пееме три светата песна. Тоа е заради величественоста на чинот кој сега се случува, а уште повеќе заради оној кој предстои да се случи, односно претварањето на лебот и виното во тело и крв Христова. Значи, ова е, ќе повторам, повик да ги отфрлиме сите животни грижи, сите животни наслади, а мислата единствено да ја насочиме кон Бога. Да подсетиме и на пораката упатена од поглаварот на Македонската православна црква, неговото блаженство до народот, до верниците, дека настанот на Христовото рождество нека биде извор на постојана сила, за да истраеме во искушенијата што не следат. Со Божја помош да продолжиме по патот наш, по патот Павлов и Свети Климентов, по патот Господов или по единствениот пат за нашиот народ и за Македонската православна црква.
Ова прекрасна молитвена песна е сочинета од два дела. Во меѓувреме ќе се случи големиот вход, кој се нарекува голем за разлика од претходниот, кога ѓаконот го беше направил со светото Евангелие низ народот, но голем се нарекува и заради со оглед на големата цел, односно ќе имаме можност да видиме даровите, лебот и виното поставени на путирот и дискосот ќе бидат пренесени на престолот. Даровите се пренесуваат заради осветување на жртва на Бога, која е главната цел на литургијата. Голем вход ќе се нарече затоа што тој означува еден значаен момент од Христовиот живот. Односно ќе не потсети на оној момент на Христовото влегување од Витанија во Ерусалим, настан кој ние го прославуваме на цветници, кога многу народ, меѓу кои на големиот број биле деца, му пренесувале песна на царот како победник, со песната која ангелите го величаат Трисветиот Бог. Осана, во благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Благочестивиот. Да се види кога црквите се полни со народ, но убаво е да се види и за сите вие кои не сте дојдени да ве потсетам дека како дел од денешната Божјегна литургија и се разбира свој честитки дојдоа да упатат и норвешкиот амбасадор Карл Вибие, кој пред малку го видовте во кадар со неговата сопруга, а тука е, се разбира, како дел од оваа Божјегна литургија, сопругот на американската амбасадорка Джилијан Миловановиќ, кој за многумина, нели знаете дека тој е православен христијанин по својата вероисповед. А во овој момент, како што најавивте, започнува големиот вход, па да го проследиме или ќе протолкуваме дел од него. Архиерейството Твое, како што веќе рековме, големиот вход го означува влегувањето на Христа во Ерусалим, оној значаен момент со кој започнуваат последните моменти од спасителната Христова дејност овде на земјата. Тоа се случува само една седмица, една недела пред неговото распетие и пред неговото воскресение. Спомни си, Господи, за неговата се светост
Можеме да забележиме дека во овој момент се спомнуваат имињата на сите христијани, но пред се на оние кои имаат најодговорни и најтешки должности. Како што е обичај во православната црква, поглаварите токму го користат овој момент да се спомнат во молитвите за поглаварите на другите помосни цркви. Па така во овој момент и архиепископот ги спомнува имињата на сите православни поглавари. Романскиот патриарх Теоктист, Бугарскиот патриарх Максим, Грузискиот патриарх Илија, Кипарскиот архиепископ Хризостом, Грчкиот архиепископ Христодул, Полскиот митрополит Сава, Албанскиот архиепископ Анастасиј и чешкиот и словачки митрополит Николај, сега и секогаш и во вечни векови. Спомни си, Господи, и за членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, митрополитите Кирил, Гораст, Петар, Тимотеј, Наум и Агатангел, и епископите Методи, Климент и Пимен, сега и секогаш и во вечни векови. Архиерействата ваши да ги спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Можеме да забележиме дека светите дарови се поставуваат на Светиот престол. Дискосот е веќе поставен, а сега веќе и се предава и Светиот путир во рацете на владиката. Ова поставување на светите дарови на Светиот престол исто така си имаат свое значење. Односно го означуваат распетието на Христа, издигнувањето на крстот и погребот. Путирот ја означува крвта Христова. Дискосот кој е веќе поставен ги символизира рацете на Јосиф и Никодим, кои откако го симнале Христовото тело од крстот, го завиткале во плаштаница и го положиле во новиот гроб. Ќе видиме дека откако ќе бидат поставени, ќе бидат покриени и покривките ги означуваат платната со кој било завиткано телото Христово во гробот. Односно, покривката на дискосот е платното на лицето, а додека покривката на путирот е платното со кој било завиткано Христовото тело. И веднаш потоа врз двата покровци ќе биде покриени со уште едно платно кој се нарекува воздух. Воздухот го означува каменот кој Јосиф го поставил на гробната врата. Стопи вашия да помине по Господното царство, своје седание и присти во веки веков. Амин. Да ја исполниме нашата молитва пред Господа. Господи, направи добро на силу. За предложени вечесни дарови, да се помолиме на Господа. Овој свет храм и за оние што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. За да се
Blagoslavljen Otce, kakva taga, gnev i opasnost, da se pomolime na Gospoda. Bože, zaštiti ne, spasi, pomiluj i zapazi ne, so Tvoja ta blagodat. Cijeli obden, sovršen, svet, miren i bezgrešen, go prosime od Gospoda. Angel na mirotveren, rakovoditelj, čuvar na našите duši i tela. Убаво е во овој момент да се види, бидејќи ние сме овде на репортерското место, доаѓањето на шефот на државата, на председателот Црвенковски, кој со верниците овде во Македонската православна црква, поточно во соборниот храм Свети Климент Охридски, се поздравуваше и тој нив ги поздравуваше со божичниот поздрав Христос се роди, навистина се роди. Неговото доаѓање беше христијанско со предпоклонение на иконата на Светата Богородица. Еве во овој момент гледачите може да забележат како граѓаните го поздравуваат председателот Црвенковски, кој традиционално веќе секоја година доаѓа да биде дел од божикните литургии. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непосрамен, мирен, и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд. Просиме. Спомнувајќи пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети, самите себе еден друг, и сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме. Мир на себе. Бежиште мое. Да се сакаме еден со друг, да во едномислие да исповедаме. Да се сакаме еден со друг. Ова е молитва која не подсетува дека без љубовта се е празнока и нашата служба. Треба да се сакаме за да можеме вистински да го исповедаме Бога. Непосредно пред исповедувањето на верата кое што сега треба да се случи со преку кажувањето на символот на верата. Љубовта е неопходен услов за да можеме правилно да исповедаме верата. Должни сме да исполниме својата душа со љубов кон своите ближни, а во срцата да ги простиме навредите на другите. Не можеме да го сакаме Бога, а да не ги сакаме ближните. Во моментот се случува бранувањето на платно кој го нарековме воздух.
Тоа го означува осенувањето на светите дарови со силата и благодата на Светиот Дух. Да си спомнеме само дека во Светото писмо на неколку пати Светиот Дух се нарекува како бурен ветар кој стегува над луѓето. Тоа што во моментот го слушаме исповедањето на верата, символот на верата, каде што се содржат основните вистини кои ги исповеда православниот христијанин. Овој символ е составен како заклучоци на првиот и на Вселенски собор кои се случиле во Никија и во Цариград. Да застанеме добро, да стоиме со страв, да внимаваме светиот принос, во мир да го принесеме. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. Нашите срца да ги издигнеме кон небото. Да му благодариме на Господа. Да му благодариме на Господа. Со овие зборови започнува и канонот на Евхаристијата, односно Господ Исус Христос. При востановувањето на светата причест му благодарил на Бога Отца. Оттаму оваа тајна го добила името Евхаристија, што значи благодарност, благодарење. Победната песна ја пеат, воскликнуваат, извикуваат и говорат. Сини, ими блажени силно главите човеко луче. Бог е ни благоен, святия си пресвятили mnogi твои сини Бог пресвяти. Святия си пресвятили слава Твоя жени, Леко да се не појде и много дати да се отреде година. Нема живот вечен, да се приши да се и столни. Множно же предаваше се така за Прием Твоего святия своја и причитане Христовите благодари Во моментот ја слушаме Серафимската песна Свет, свет е Господ Саваот, споена со песната на еврејските деца
песна со која тие го дочекале Христа во Ерусалим. На тој начин се прослави Господ во три лица заедно и од небесната црква, од ангелите и од земната, од устата на децата, значи од устата на луѓето и од ангелите. А во моментот веќе ги слушаме изборовите на востанувувањето на светата Евхаристија. Пийте од неја сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за вас и за мнозина, за простување на гревовите. Сеќавајќи се на ова спасителна заповед и на се што стана за нас, крстот, гробот, тридневното воскресение и вознесението на небеса, седењето одесно, уште и второто и славно доаѓање. Твои од Твоите, Тебе Ти принесуваме за сите и за се. Господи, же пресвятай го Твоего Духа в трети час. Изговорените зборови, Твои од Твоите дарови, Тебе Ти принесуваме за сите и за се. Значи дека во знак на благодарност, Тебе, Господи, Ти ги принесуваме од даровите, хлебот и виното, кои се само дел од Твоите многобројни дарови. И Ти ги пренесуваме за се што стори за нас, крстот, гробот, воскресението. А сега молитвено и тивко да го проследиме на светиот чин од светата литургија. И сотворил во хлеб се честно тело Христа Твоего. А еже в чаши се и честно и кров Христа Твоего. Амин. Благослови владико обоја. Преложив Духом Твоим святим. Амин. 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 Да помине Твој Господ Бог во царство Своје седание и пресни во веки веков. Амин. Посветена на Пресвета Богородица. Во моментот додека таа се пеги слушаме и кампаните како свечено го означуваат овој значаен момент. Како што ќе каже и Свети Јован Златоуст, во моментот на претварањето на лебот и виното во тело и крв Христова, и ангелите стојат наоколу и сите небесни сили се соединуваат во поењето. Затоа и сега камбаните звонат, опременувајќи на нас, црква, но и сите верници на овој возвишен момент, значи не само нас присутните кои сме во храмот, туку и оние надвор за момент барем, да ги остават своите обврски и да се соединат во молитвата со верните во храмот. Најнапред спомни си, Господи, за членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква и дарувај ги на Твоите свети цркви, та во мир цели, честни, здрави, долговечни, правилно да раководат со Словото на Твојата вистина. Најнапред спомни го, Господи, блаженнейшиот архиепископ наш Стефан и дарувај го на Твоја
Света црква мир цел чесен, здрав долговечен, правилно да раководи со словото на Твојата вистина. Najnapred spomni si, Gospodi, za blaženjejši od arhijepiskop naš Ohridski makedonski Stefan, koji prinesuvavije sveti darovi na Gospoda našijot Bog, za zdravlje i spasenje na našijot narod i za svite i za sve. I daj ni sve jedna usta, jedno srce da go slavime i vospevame Tvoje prečesno i velikoletno ime, na Otca i Sina i Svetio Duh, сега и секогаш и во вечни векови. И да бидат милостите на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос со сите вас. Откако ги спомнавме сите свети, пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За принесени осветени честни дарови, да се помолиме на Господа. Господи, А човеколюбивиот Бог наш, откако ќе ги прими во својот свет, над небесен духовен жртвеник, како благопријатна духовна миризба да ни ја испрати божествената благодат и дарот на Светиот Дух, да се помолиме. Божик, празникот на Рождеството Христово е празник на мирот, настан на помирувањето меѓу човекот и Бога, меѓу земјата и небесата. Божик ни од повик е повик на единство преку љубовта и заедништвото со Бога, од кој се раѓаат меѓусебното разбирање и достоинство. Тоа е повик на љубов кон нашите ближни, која човека го прави достоен за љубовта, која Бог му ја дарува преку неговиот возлюбен син. На божитните литургии се слуша милозвучната ангелска песна во Витлеемската ноќ, слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето, добра волја. Потребно е да се слуша оваа песна постојано во срцата и душите на сите луѓе кои го сакаат и градот, мирот и остваруваат дела на добра волја меѓу луѓето. Вообичаено за големите литургии и во овој пат за божитнава литургија убаво е да се биде дел од неа, меѓутоа и непожелно. Јас ти речем како репортер одовде од соборниот храм Свети Климент Охридски често пати да упаднуваме за тоа што ова е света литургија и доколку не сте во можност да ја проследите, да бидете дел од неа тука од соборниот храм, убаво е во мир и тишина и дома да ја проследите. Неговото рождество за мирот и за пораката што ја имаме, тој мир што Господ го донел со неговото рождество на земјата, треба да ги исполни и нашите срца и души и да остане за секогаш со нас и длабоко да се всади во животот на сите луѓе во светот. Само така јас ќе речем би имале мирен живот и добра волја и само така ќе можеме спокојно да си погледнеме еден со друг во очи. Почитувани гледачи, јас се надевам дека и вие сте дел од денешниот пренос што македонската телевизија го врши одовде од соборниот храм Свети Климент Охридски. Започнавме во 8 часот и 30 минути. Божитната литургија вообичаено се практикува да трае некаде околу 120 минути. Така е, да подсетиме голем број на верници
дојдоа овде во соборниот храм Свети Климент Охридски. Меѓу сите нив е и македонскиот претседател господинот Бранко Црвенковски, а тука се и шведскиот и норвешкиот амбасадор и сопругот на американскиот амбасадор во нашава држава, господјата Джилијан Миловановиќ. Тој е православен христијанин и дојде да го прослави Божик и да биде дел од Божикната литургија овде во соборниот храм Свети Климент Охридски. Тоа што имавме можност да го слушнеме беше Господовата молитва, позната како молитвата Оче наш, која е образец на сите останати молитви, кој ни дава упатство како треба да се молиме. Не треба повеќе, туку доволно е да се задржиме на првите зборови од оваа молитва, кои ни откриваат една голема вистина. Односно, кога велиме Оче наш, овие зборови покажуваат две основни мисли и насочуваат во човекот две основни размислувања. Прво, дека самиот Бог е наш Отец, наш Татко, а не само Создател, а второто е дека сите ние сме всушност синови Божи. Чеда Божија, дека сите луѓе се наши браќа. На тој начин се остваруваат двете најголеми новозаветни заповеди, а тоа е возлюби го Бога со сето свое срце и возлюби го својот ближен како себе си. На тој начин, кога велиме Татко наш, а не Оче мој, тоа е и победа над нашето самолюбие, над гордоста, над непријателството меѓу луѓето, а на овој начин ние само го потикнуваме и братолюбието и човеколюбието. Светињите се засветите. Исполни, Владико, сети пути. Исполнение Духа Святого. Амин. Благослови, Владико, теплото. Благословена теплота светих Твои сегамне и присно во век. Святаја святих, светињата е за светиите. Тоа се зборови кои сака да кажа дека тоа што се вознесува е свето и се дава само на светиите, иако никој не е свет сам по себе, но сите се осветуваат преку Христа. Существениот момент од светата литургија, како што веќе бевме рекле, се состои во осветувањето на светите дарови. Но целта е осветувањето на верните во Христа, кои со примањето на светата причест, на светата Евхаристија, стануваат непосредни и директни учесници во Христовиот живот, кој е светост. И на тој начин, преку духовно просветување и стапување во заедница со Бога преку Исуса Христа, сите да станат и причесници, да се осветат и да станат свети. Во овој дел од светата литургија ќе започне прво причестувањето на свештенослужителите во олтарот, а веднаш потоа ќе се продолжи и со причестување на оние верни кои се подготвиле за овој голем чин. Верувам, Господи, споведам дека Ти наистина си Христос и живот во половина
верувам дека ова е Твоето вистинско пречисто тело и Твоята вистинска честа крв. Затоа Ти се молам, помилуј ме и прости ми за моите прегрешенија, волни и неволни, направени со зборни, со делово, знаени или незнаени, и удостојно ме осудено да се причестам со Твоите пречисти тајни, за простивање на гревите за вечен живот. Амин. Сине Божи, прими ме денес учесник на Твоята тајна вечера, зашто нема да ми кажам тајната на Твоите непријатели, кои целиот Ти давам како људа, туку како разбойникот и споведам спомници за мене, Господи, во Твоето царство. Господи, причестувањето со Твоите свети тајни да не ни биде за светили за осуда, но за исцеление на душата и телото. Честно е и се свети пречисто тело, Господи, да спаси нашия Исуса Христа, преподава се на Господи, Стефан Архиреј и Оставени на Века за вечен. Браќа со служители, прости ви помогите. Милот ја вас јадни живота Твоја. Неустојному Стефану Архиреju, во оставление моји грехов и в жизнено вечно љуб. Во имја Отца, амин, и Сина, амин, и Святаго Духа, амин, сегда ние и присно веки веков, амин, а здравие и спасение и долго сослужение. Честно и свято Ти, пречисто е Твоје, Господи, Бога, Христа. Во моментот започнува и пречистувањето на свештенослужителите во олтарот. Само да се подсетиме дека на тој начин, преку светата причест, преку светата Евхаристија, ние се соединуваме со Бога. Но не само што се причестуваме со Христа и што се соединуваме со Бога, преку Него ние сме соединети и во заедница едни со други. Причестувајќи се со телото и со крвта Христова, ние постануваме и членови едни на други. Сите заедно постануваме едно тело во Христа. Најважен одговор на сето на што Бог за нас го стори, започнувајќи со рождеството Христово, е светотаинскиот живот. Преку тој светотаински живот ние се раснуваме во Христа, а преку причестувањето со воскреснуваме со Него. Преку причеста мистично се соединуваме во Христа, постануваме едно тело, стануваме христоносни и богоносни. Тоа е нашето вистинско учество во Христовиот живот и во Христовото воскресение.
Стефан, по милоста Божия архиепископ Охридски и Македонски, заедно со Светиот Синод на свештенослужителите, до монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, како и до сите православни христијани, а по повод Божиките празнувања испраќа мир и благослов од Бога, поздравувајќи ги со величествениот и торжествен поздрав Христос се роди. Возлюбени чеда во Господа, денес е празник на Божиото величие. На овој ден сонцето на правдата го озари светот. Од Витлеемската пештера како од вечен исток, Бог му ја дарува народот човечки незалезната светлина, повикувајќи го на нов завет, обновен завет со новородениот Богочовек. Ангелите насекаде го објавуваат спасоносното рождество Христово. Небесата со болскотот над звездата му се поклонуваат на царот на царевите. Мудреците од исток го даруваат Богомладенецот со скапоцени дарови. Пастирите со радост го прославуваат Бога. Земјата му ја дарува пештерата, пустината, јаслите. Човечката природа пак му дарува мајка. Оттаму, раѓањето Христово е празник на дарувањето, празник на целосен принос. Со спасоносното торжество сите сме повикани на милосрдие, вера и добри дела. Затоа, во искреноста на срцата своји, да се запрашаме со зборовите на благогласниот Давид, што да му дадам на Господа за сите негови добрини, што ми ги направи. Како ние денес во овој разбрануван свет да му се приопштиме на 20 вековното заемно дарување? Ја имаме ли радоста на пастирите и кротоста на нивните стада? Го имаме ли трпението на пустината? Ја имаме ли чистотата на ангелите и ревноста на мудреците од исток? Го имаме ли смирението и девственоста на Богородица? Имаме ли барем духовна смелост заради празничното торжество, сето тоа од Бога да го молиме? Заради тоа и ние денес сите да се обратиме кон оној кој од љубов кон нас стана човек, неразделно и неслејано останувајќи Бог, нему да му принесеме дела на благочестив живот, да му се принесеме секој себе си со побожност и со добродетели како благочестиви семејства, да бидеме мала црква со многудетни рожби, кои ќе бидат и образ на нашето благочестие, да му воздадеме слава со гласот на нашите усти, но и со трудолюбието на нашите подвизи, како што ни советуваше светиот апостол Павле, пишувајќи на нашите предци во Солун. Радувајте се секогаш, молете се постојано, вели апостолот. Благодарете за се, оти таква е волјата Божја во Христа Исуса спрема вас. Не гаснете го духот, пророштвата не ги унижувајте, се испитувајте за доброто држење, клонете се од секакво зло, а сам Бог, Бог на мирот, да ве освети наполно во се. Возлюбени чеда на нашата света Македонска православна црква. Празникот на рождеството во тело на Господ Исус Христос, нашиот Спасител и Бог, е икона на вечното раѓање на Словото Божие од Отецот. Тоа вечно раѓање во минливоста на историското време ни се открива преку непрестајното присуство на празникот на Богомладенецот во годишниот круг од црковните празници. Ние, православните христијани, на овој ден, секој лето Господово го празнуваме во човечувањето на Бога. Секоја година нашите срца пламтат исполнети со постојана радост заради благата вест дека со нас е Бог. Невидливиот и неизречивиот предвечен Господ се открива пред нашите очи како Богомладенец. Бог се раѓа како дете,
за да го подмлади и прероди човечкиот род остарен од гревот. Смртното станува безсмртно, а разурнатото повторно се обновува. Духовната пустина на светот процветува, натопена од водите на Силоам, што течат тивко. Зашто тоа самиот Бог ни го вети преку устата на пророкот Исаја, кога вели: «Ке излеам вода врз она што жедува и потоци врз исушеното. Ке го излеам духот свој врз твоето племе и благослово свој врз твоите потомци. Ке растат како трева кај извори, како врби кај водни потоци». Овие благодатни реки на спасението ни потекоа од врутокот на Витлеемската пештера, од јаслите во кои што се роди Синот Божи, Спасителот на светот. Благочестиви празниколюбци, заради Христовото раѓање, преку кое дојдовме до помирување со Бога, да бидеме благовестници на мирот и љубовта, да не гледаме кој е кој, туку како можеме да му послужиме на Бога преку нашите ближни, да ја зацврстуваме нашата вера преку растењето во добродетелите, да ги научиме и децата и младите како да веруваат, како безбедно да чекорат по патот на Божите заповеди, да се обраќаме кон Бога и кон светиите и да ги слушаме поуките и словата на богослужителите. Мнозина во светот поучуваат, но мнозина се и лажни учители, а само во црквата се учиме на вечниот живот кој ни доаѓа преку раѓањето на Богомладенецот. Само таа ни го открива патот до нашата вечна татковина, до Царството Божие. Затоа радувајте се, како што ни порачува апостолот Петар, макар сега да сте малку во скрб, ако е потребно во различни искушенија, та вашата вера испитана да излезе подрагоцена од нетрајното зло, па било тоа да е испитано и преку оган за пофалби и чест и слава, а кога ќе се појави Исус Христос, кого го сакате, иако не сте го виделе, а во кого верувајки сега, а не гледајки го се радувате со неискажана и прославена радост, примајки го крајот на вашата вера, спасението на душите. Возлюбени во новородениот Богомладенец, и ова година имаме причини уште да се радуваме и заради одбележувањето на неколку јубилеи годишнини поврзани со личности и настани од животот на црквата и од историјата на нашиот народ. Се навршуваат 1700 години од мачеништвото на светиот мироточив Димитри Солунски и 210 години од маченичкиот подвиг на света Злата Мегленска. Исто така, 130 години помина од Разловечкото востание со кое и македонскиот народ е започна борбата за слобода, како и 60-те години од свештеничката конференција одржана во Скопје во 1946 година, со која македонското домородно свештенство дало свој придонес за скорешно возобновување на Охридската архиепископија како Македонска православна црква. Овие спомени и празнувања ни ја зголемуваат нашата радост и вистинољубие. Возлюбени, како македонски чеда и оваа година насекаде во светот, Божитната радост да ја доживееме и почувствуваме во духот на вековното македонско празнување. Секое македонско семејство нека биде дел од Витлеем, толкому од оној Витлеем каде што се роди вечниот и вечно живиот Спасител. Во македонските православни храмови во Европа, Канада, САД, Австралија, Нов Зеланд и секаде нека се принесуваат молитви кон Богомладенецот за духовна подкрепа и единство на македонците во Македонија и на секаде до каде што не има. На сите ви го честитаме Христовото рождество и новото лето Господово, поздравувајќи ве со торжествениот Божикен поздрав Христос се роди, архиепископ Охридски и Македонски Стефан и членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Кирил митрополит Полошко-Кумановски, Гораст митрополит Европски,
Petar, mitropolit Prespansko-Pelagonijski administrator Australijsko-Novozélandski, Timotej, mitropolit Debarsko-Kičevski administrator Povardarski, Naum, mitropolit Strumički, Agatangel, mitropolit Bregalnički, Metodi, episkop Velički, Kliment, episkop Heraklejski, Pimen, episkop Poljanski. Hristos se rodi. Ова што досега го проследивте од свештеникот отец Драги Костадиновски беше божитното послание од неговото влаженство поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, до македонскиот народ, до сите христијански верници. Со страх Божи, вера и љубов Христапете беа зборовите на ѓаконот. На овој начин во вид на светиот кутир, кој ѓаконот го изнесува пред верните, се представува јавувањето на Христа кој воскреснал, неговото јавување, а потоа и воведувањето на верните во домот на својот Отец. Во моментов се случува причестувањето на верните од страна на архиепископот. Спаси ги, Боже, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Илејам се ти истини, јава духа небеснаго. Боже, вознеси се. Секогаш и во вечни векови. Откако ги примивме светите, пречисти, безсмртни, небесни, страшни, животворни Христови тајни, достојно да му благодариме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, Како испросивме целиот овој ден да ни биде свет совршен, мирен и безгрешен, и од наш живот на Христа Бога да го предадеме. Зашто Ти си наше осветување, Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Со мир да излеземе. Да се помолиме на Господа.
Господи, Ти кој ги благословуваш оние кои Те благословуваат и ги осветуваш тие кои се надеваат на Тебе, спаси ги Твоите луѓе, благослови го Твоето наследство, сочуваја полнотата на Твојата црква, освети ги тие што го сакаат благолепието на Твојот дом, Ти прослави ги нив со Твојата божествена сила и не оставај не нас што се надеваме на Тебе, дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на народот наш, на Христолюбивата војска и на сите Твои луѓе, зашто давањето на секое добро и секој совршен дар е од озгора доаѓа од Тебе, Отецот на светлината, и Тебе слава, благодарност и поклонение Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Исполнение закона и пророка сам си Христе Боже наш, исполнение се ческо смотрение, исполни радост и веселие, срце наше се барни от Благословението Господово да дојде на вас со неговата благодат и човеколюбие, постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуj. Блаженнейший Владыко святый, благослови. Христос, нашиот вистински Бог, кој заради нас и нашето спасение се роди во пештера и беше положен во јасли, по молитвите на неговата пречиста мајка, по молитвите на светите славни сефални апостоли, по молитвите на светите маченици, на преподобните и богоносни оци наши, по молитвите на светиот Јован, архиепископот Цариградски Златоуст, и по молитвите на светиот Климент, архиепископот Охридски чудотворец, и на сите свети, да не помилува и спаси како благ и човеколюбец. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. Много години. Христос се роди, навистина се роди. Со христијанскиот поздрав поглаварот на Македонската православна црква ги благослови и се поздрави со сите верници кои се ова утро дојдени во соборниот храм Свети Климент Охридски. Почитувани гледачи, полека привршува кон крајот божикната литургија, што имавте можност да ја следите во изминативе 120 на минути. Еве, како што кажавме на почетокот. Можете и сами да проследите. Искрени честитки од председателот на Република Македонија Бранко Црвенковски до неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски, а тука и председателот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Цане Мојановски. Со ова, професоре, полека, но сигурно велам јас, ја оставаме една божитна литургија зад нас со надеж за многу радост, среќа и љубов и за многу вакви литургии. Така е. Празникот на Христовото рождество Божик, како и ова ново 2600 лето Господово, да ни бидат извор на нови духовни сили и причина за постојана радост.
на сите верници во земјава и верници на Македонската православна црква на секаде во светот да им ги честитаме божикните празници со радосниот восклик Христос се роди. Навистина се роди. Оние што ќе се причестуваат, нека ги повторуваат зборовите што ги говорам. Верувам, Господи, и исповедам дека Ти навистина си Христос, Синот на живиот Бог, кој дојде во светот за да ги спасиш грешниците, од кој првиот сум јас. Еве, со светата причест се завршува и светата божитна литургија. Почитувани гледачи, одовде од соборниот храм Свети Климент Охридски ви посакувам секое добро и останете денеска во мир, радост и среќа. Посветете му се на семејството, затоа што Божјиот е семеен празник. Ви благодарам и до гледање. Неволни, направени со збор или со дело, во знаење или незнаење, и удостоиме неосудено да се причеста ниту земју ќе ти давам како Јуда, туку како разбойникот те исповедам, спомни се на мене, Господи, во Твоето царство. Господи, причестувањето со Твоите света најни, да не ги биде за